Се намалува преносливоста на коронавирусот. Епидемиолошките анализи на здравствените власти покажале дека R0 факторот е паднат под единица. Епидемиологот доктор Олумчев за телевизија 24 вели дека тоа значи дека еден човек заразува помалку луѓе од претходно и очекува за 2 недели да се стабилизира состојбата. 14 дена мислам дека ќе се почувствува резултатот. Значи, репродукциониот базичен репродукционен број, ако опаѓа веќе под единица, за следните 2 недели. Ако ги се прдржуваме кон овие мерки, мислам дека ќе падне уште повеќе и тогаш имаме шанси да ставиме крај на брзиот трансфер на вирусот од човек на човек и да ја стопираме, да направиме тоа плато што викам. Нема да падне линијата веднаш, тоа да направиме една стагнација, односно едно плато мирно, во кое што ќе можеме да ја контролираме болест. Според доктор Олумчев, за крај на епидемијата потребно е 95% од населението да биде вакцинирано или 65% од населението да го прележи вирусот, а ефектите од вакцинацијата очекува да се видат 3 месеци по почетокот на имунизацијата. Ако тргнеме според сите правила за вакцинацијата, потребно ни е да имаме еден колективен имунитет, ни треба 95% од населението да ни биде вакцинирано. Со оглед на тоа дека се работи за нови вакцини, значи мораме да примеме прва и втора доза, значи растојанието меѓу првата и втората е помеѓу 20 дена и 1 месец. Сметајте дека после втората доза минимум 3 недели се потребни за да се створи таков имунитет. Значи очекувајте барем 3 месеци од почетокот на вакцинацијата да очекуваме некакви резултати. Во моментов епидемиолошката состојба е неповолна, цели семејства се хоспитализираат во болница, вели доктор Олумчев. Вирусот е многу позаразен и за разлика од претходно, сега предизвикува потешки симптоми уште по третиот ден од заразата, а загрижува и тоа што се помлади заболуваат. За високата смртност доктор Олумчев вели дека голем дел од пациентите доцна бараат лекарска помош. Се губи драгоцено време токму во тоа чекање и само лекување. Значи не е битно каде ќе се јавите на лекар. Битно е да при секој сомнителен симптом се јавите дали матичниот лекар, дали на лекарите во ковид центрите, во итна медицинска помош или кој каде може. Нека биде и превентивен преглед, подобро е да дојдете на време, да ве прегледа стручно лице и тој да одличи што понатаму. Значи задолжително јавување на времено на лекар и мислам дека ова стапка на морталитет многу брзо ќе ни опадне. Македонија се најде во светскиот врв според стапката на починати како последица на коронавирусот во последниве 7 дена. Според статистиката објавена на Financial Times, нашава земја е на третото место со 2 починати лица на 100.000 жители во последната седмица.